Евангелие според Матеј, 11 глава. И кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12 своји ученици, замина оттаму за да поучува и да проповеда по нивните градови. А Јован, штом чуво затворот за Христовите дела, испрати двајца од своите ученици, му рече: Ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг? Исус им одговори и рече: Одете и кажете му на Јован, што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат и сакати проодуваат, а лепрозни се очистуваат и глуви прослушуваат. Мртви воскреснуваат и на сиромашните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној што не се соблазнува поради мене. А кога се отидоа овие, Исус почна да му зборува на народот за Јован. Што сте излегле да видите во пустината? Трскали што се лулее од ветрот? Но што излеговте да видите? Човек ли облечен во меки јалишта? Ете, оние што носат меки јалишта по царски палати се. Па што излеговте да видите? Пророк ли? Да, ви велам, и повеќе од пророк. Зашто тој е оној за кого е напишано: Ете, јас го праќам мојот ангел пред лицето твое, тој ќе го приготви патот твој пред тебе. Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. А од деновите на Јован Крстител, па до сега, Царството Небесно со напор се освојува и силните го грабаат. Зашто сите пророци и законите пророкувале до Јован. И ако сакате да прифатите, тоа е Илија кој треба да дојде. Кој има уши да слуша, нека чуе. А со кого да го споредам овој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, па им довикуваат на своите другари и велат: Ви свиревме и не игравте, ви тажевме и не плачевте. Зашто дојде Јован, кој не јаде ниту пие, а тие велат: ѓаволот е во него. Дојде Синот човечки, кој јаде и пие и велат: Еве човек јадач и винопиец, пријател на царениците и грешниците. Но мудроста се оправда преку своите чеда. Тогаш почна Исус да ги укорува градовите во кои се извршија повеќето негови чуда, бидејќи не се покаја. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо, ако во Тир и Сидон беа чудата што стана кај вас, тие одамна би се покајале во врекиште и пепел. Но ви велам, на Тир и на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден отколку вам. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе бидеш спуштен. Зашто ако во Содом се бе извршиле чудата што станаа во тебе, тој и до ден денес ќе останеше. Но ви велам, дека на земјата Содомска ќе биде полесно на судниот ден отколку тебе. Во тоа време одговори Исус и рече: Те прославувам, Оче Господи, на небото и на земјата, зашто си го сокрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил тоа на децата. Да, Оче, зашто таква беше волјата Твоја. Се ми е предадено од мојот Отец и никој не го познава Синот освен Отецот. Ниту Отецот го познава некој освен Синот, и кому што сака Синот да го открие. Дојдете кај мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете спокојство за душите ваши. Зашто јаремот му е благ и бремето му е лесно.